Една птица не прави пролет, така и една насмеана фотографија не прави слога. Законот за амнестија, уставните измени, како и битката за кандидат за председател од редовите на социјалдемократите ги раскара со партијците, иако тие барем декларативно демантираат. Ако работите одат како што треба, СДСМ нема да кријат дека на само неколку месеци пред избори разговараат за името со кое ќе настапат на председателските избори. Меѓу главните имиња се шпекулира дека се Пендаровски, Спасовски, Шекеринска, а токму нивните фракции ги влечат конците кон себе и со тоа се зголемува раздорот во СДСМ. Токму Спасовски, прашан дали во партијата има кавги за кој да биде кандидат за шеф на државата, рече дека сега не се зборувало за председателските избори. Не може да стане за никаков конфликт за прашање, како што се председателските избори, заради тоа што не се отвори тоа прашање и не се разговара во партијата се уште. Кој ќе дойде моментот ќе разговараме и низ диалог ќе се утврди тоа што е најдобро. Разединување помеѓу функционерите на социјалдемократите има и за законот за амнестија, кој треба да се најде пред претениците на гласање. Спасовски не се согласува криминалците и убиците да бидат пуштени на слобода, додека неговата партија го утврди законот во влада и се чека да влезе во собрание. Јас стојам цврсто на тој став дека со законскиот текст не се постигнуваат ефекти и дека треба да се размислува стратешки во правец на создавање на услови за да може тие кои што се за издржување на казни да ги издржуваат казните, а не преку амнестии да ослободуваме простора во казнено-поправни установи. Со денови гласни се шпекулациите кај јавноста дека во СДСМ петте фракции, односно на Димитар Ковачевски, Оливер Спасовски, Миле Зечевиќ, Радмила Шекеринска и екс-лидерот Зоран Заев влечат конци кон себе, жестоко се борат и со тоа ја разединуваат партијата и губат дел од членството со задкулисни игри, а според коментарите тоа ќе резултира со пораз на наредните парламентарни избори.